Ова се попладневните вести на Слободен печат, еве што е ново кај нас и во светот. Основното јавно обвинителство Скопје бара продолжување на притворот за нови 48 часа за насилниот сопруг Стојан Чајовановски, чија сопруга и нивната 6-годишна ќерка загинаа по пад од зграда во Карпош. Од обвинителството велат дека предлогот за определување нов 48-часовен притвор е доставен бидејќи се постапува по издадени наредби за вештачење на 3 мобилни телефони и на други предмети, а се обезбедуваат и се анализираат видеозаписи од повеќе критични локации. Исто така велат дека се обезбедува и целокупната документација за претходни поплаки и пријави за семено насилство кои се однесуваат на осомничениот и починатата жена. Ивана Коцевска, адвокатката на сопственикот на кабарето Пулс, каде што во пожар имаше 63 жртви, на денешното рочиште го извести судот дека добиле усно одобрување од притворот во Шутка дека може да биде преместен. Но судот прочита известување од затворската управа во Куманово дека откако Јованов се пожалил пред судот, разговарале со него и немал никакви забелешки за нечовечки однос кон него, како што тврдеше неговата адвокатка на минатите рочишта. Се жалел за душекот и дека многу често се вршале претреси во неговата келија. Сите адвокати на обвинетите во судењето за случајот Пулс побараа спојување на овој најголем предмет за трагедијата во Кочани со предметот против 13 полициски службеници што се обвинети за истото кривично дело. Судскиот совет се повлече и донесе одлука да не го прифати барањето и да продолжи со предметот во кој им се суди на 35 физички и 3 правни лица. На денешното рочиште сведочеше и Мартина Ристевска, која била сведок на трагедијата и снимила видео од моментите кога избил пожарот. Обезбедувањето повраќаше црнила. Ја ставаа маицата преку уста и носот и се враќаа да спасуваат луѓе, изјави Ристевска. Државниот завод за ревизија објави конечни ревизорски извештаи за финансиското работење и усогласеноста на политичките партии за 2024 година, при што биле констатирани различни пропусти, нерешени прашања поврзани со партискиот имот и одредени системски слабости. Од 5 партии опфатени со ревизијата најмногу забелешки ревизорите нотирале кај опозицијската Демократска унија за интеграција на Али Ахмети, пишува Фокус. Во ревизорските извештаи за работењето на политичките партии за 2024 година, кај владеачката ВМРО ДПМН, ревизорите посочиле прашање поврзано со дел од партискиот имот. Станува збор за забрана за привремено располагање со одредени недвижности поврзана со постапка започната во 2018 година, што според ревизијата влијае врз проценетата вредност на тој имот во финансиските извештаи. Само една недела откако градоначалникот на општина Велес Марко Колев преку социјалните мрежи се пофали дека езерото Младост е исчистено од наслаги и дека ревитализацијата на акумулацијата дава резултати, водата повторно е полна со мртва растителна маса која плови на површината на езерото. Во заливот на вливот на Отовичка река во езерото повторно се појави мртва растителна маса која плови на површина на водата, објави Дума.мк. За сега количините се мали, но се чини дека се зголемуваат. Отпадниот растителен материјал во езерото доаѓа преку Отовичка река. Вработен во Реко Сломеј лажно пријавил дека има поставена бомба во одделот каде што работел за да може порано да си оди од работа, соопшти Министерството за внатрешни работи. Според информациите од МВР, тој му се јавил на шефот дека имал сознанија за поставена бомба и веднаш пријавиле во полиција. РБ е задржан во полициската станица Кичево и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава.
Главниот координатор на конзорциумот Логистика БИХ, Велибор Пеулиќ, објави дека во петок представниците на превозниците од сите балкански земји ќе дефинираат заеднички конечен одговор на проблемите со кои се соочуваат поради правилата за престој на возачите на територијата на ЕУ. Пеулиќ рече дека Албанија исто така се придружила на барањата на превозникот, наведувајќи дека координаторите ќе го дефинираат одговорот исклучиво за балканските земји. Кога станува збор за зголемувањето на цената на нафтата, односно горивото поради кризата на Блискиот Исток, Пеулиќ истакна дека зголемувањето на цената на горивото води до други зголемувања на цените во низа. Тој објасни дека негативните ефекти од зголемувањето на цената се помали за превозниците кои имаат договори со компании што содржат клаузула за дизел горива. Израелската војска објави снимка за која тврди дека го покажува соборувањето на иранскиот борбен авион Як-130. Според израелската војска, снимката е направена од нивниот борбен авион F-35 над Техеран вчера. Црно-белата снимка го прикажува авионот погоден од ракета од далечина, пред да експлодира во голема огнена топка. Кипарските власти соопштија дека безбедносната тревога во селото Акротири во близина на британската воена база Рафа Криори е укината, пренесуваат локалните медиуми. Портпаролот на кипарската влада Константинос Летимбиотис изјави дека властите ги истражиле информациите денес, што укажувале на нов сомнителен објект на пат кон базите, но по кратка координација и проверка констатирано е дека ништо не е пронајдено и тревогата е отповикана. Во меѓувреме, британскиот министер за одбрана Џон Хили престојува на Кипар, каде што се обидува да ги намали тензиите со кипарските власти. Неговата посета доаѓа откако Обединетото кралство се соочи со критики поради нападот со беспилотни летала врз базата, што се случи во понеделникот. Израелскиот министер за одбрана Израел Кац разговараше по телефон со својот американски колега и шеф на Пентагон Пит Хексет, пренесува Times of Israel. Според соопштението од Израелското министерство за одбрана, Кац изразил сочувство за смртта на 6 американски војници убиени во иранските напади. Тој меѓу другото истакна дека Израел прави и ќе продолжи да прави се за да помогне во заштитата на безбедноста на американските трупи во регионот. Кац побара да му се пренесе благодарност на американскиот претседател Доналд Трамп за неговата голема поддршка за Израел, истакнувајќи дека соработката меѓу Трамп и премиерот Бенјамин Нетањаху против Иран ја менува регионалната и глобалната историја. Италија планира да испрати воена помош за земјите од заливот во областа на воздушната одбрана по неодамнешните ирански напади во регионот, изјави денеска премиерката на земјата Џорџа Мелони, пренесува Times of Israel. Во разговор за радиостаницата RTL, Мелони рече дека Рим има намера да действува во координација со другите европски земји за да ја зајакне воздушната одбрана на земјите од заливот од заканите што ги представуваат иранските напади. Таа објасни дека оваа одлука е поврзана и со односите на Италија со земјите од регионот и со присуството на значителен број италијански граѓани и воени сили на Блискиот Исток. Украинскиот претседател Володомир Зеленски во средата објави дека неговата земја испраќа дел од своите воени експерти на Блискиот Исток за да помогнат во борбата против иранските беспилотни летала и ракети. Зеленски објави на социјалните мрежи дека им дал задача на клучните министри и шефови на безбедносните сили да изготват план за помош што нема да ги загрози одбранбените капацитети на Украина, објави Хил. Според Зеленски, Иран лансирал повеќе од 800 ракети и над 1400 дронови за напад само за неколку дена. Ова беа попладневните вести на Слободен печат. Утре се гледаме повторно. Пријатно.